разговараме со историчарот охриѓанецот Никола Митревич Бабе, а пред да поразговараме за помалку познатите историски факти за Охрид, најпрво како историчар секако дека ќе го запрашаме околу богојавление во Одици, околу празникот, кога почнал да се слави, кога во Охрид, зошто се слави на ваков начин и некои прашања што секако ќе ни даде одговори на сето што можеби ние или нашите гледачи не го знаат. Добре дојдовте, господине Митрович, во вестите на Еден телевизија. За многу години нека е празникот. Како историчар, може ли да ни кажете од кога се слави богојавление, што всушност значи овој празник? За многу години ги поздравам вашите гледачи со Бог се јави. Инаку би сакал да укажам неколку интересни работи за самиот празник, верски празник богојавление. Имено ако одиме по таа религијска историја, ќе видиме дека всушност преку пишаните податоци на Свети Климент Александревски, богојавление веќе се спомнува од 3-тиот век од нашата ера, па се до 5-тиот век од нашата ера е во континуирано, би рекол, славење со Христовото рождество, додека подоцна од 5-ти век веќе богојавление како празник се слави самостојно. Од нашава гледна точка, односно од она што представува богојавление за градот Охрид, би рекол дека всушност градот дише со овај празник. Зошто е тоа така? Пред се поради прекрасното убаво езеро и традициите кои охриѓани ги негуваат. Имено ако гледаме од некои спомени од Евтим Пространов, ќе видиме дека тој укажува на тоа дека охриѓани будно ја чекале таа гува доба во ноќта пред самиот празник богојавление, бидејќи се сметало дека доколку се погледне во таа гува доба во небото, тогаш би се исполнувале и одредени желби. Така, подоцна, би рекол, во периодот од 1912 година, па се до 1945 година, богојавление, односно водици во самиот град Охрид, се слави на многу интересен начин. Имено постоеле 3 централни цркви во градот Охрид, тоа била Богородица Каменско, Свети Никола Геракомија и Света Георгија во Вашка Мала, каде што всушност се собирале тајфите, а подоцна се доаѓале кај Охридскиот чинар, од каде што всушност се доближувале до Охридското езеро, каде владиката нормално го фрвал самиот Свет Крст. Токму јутрово беше така, господине Митрович, кога од сите 3 цркви луѓето се сретнаа пред чинарот и како што е традицијата се собра тука на плоштадот. Јас верувам дека гледачите со помош на нашиот колега и камерата на Филип Јорданов можат да забележат, ние се наоѓаме токму пред пристаништето каде што денеска се фрли крстот. Споменавте еден факт дека се раздвоило славењето на богојавление од Божик. Зошто? Има ли податоци зошто е тоа направено? Па тоа најдобро треба да го кажат теолозите, односно оние кои што се занимаваат со историја на религиите, меѓутоа сигурно е фактот дека се согледува дека се работи за два различни настани, пошто богојавление всушност има и огромен број на адети, а исто така има и Христовото рождество голем број на адети, па предпоставувам дека оди до раздвојување на тие празници, иако не знам зошто и заедно биле славени. Како што кажав, јас само можам да ги укажам пишаните факти кои ги среќаваме ние историчарите. Сега би сакал да напоменам нешто од поновата историја. Значи, иако од 1945 година па се до независноста на Република Македонија би владееше еден поинаков систем, и се укажуваше на тоа дека биле забранети водиците, меѓутоа тоа не е така, нема никаков декрет, меѓутоа навистина постоева одредена стега за славење на водиците, меѓутоа и покрај тоа варошани останале доследни, па и охриѓани на таа традиција, и веќе од 1984 година некои охриѓани како што биле Ѓорги Дарката, потоа Бучко и слично Боевци започнале со јавно славени фрвање во езерото, во Охридското езеро, и со тоа фактички таа стега, би рекол, заврши. Вие како го спомнавте Варош, би сакала како историчар да ве прашам околу тој ривалитет што постои, особено што се гледа на богојавление, дали ќе го фати крстот некој што живее во Варош или во останатиот дел на Охрид? Од кога трае? Дали тоа можеби некој ривалитет од поново време траел, го имало ли порано? Ривалитетот не е само во фаќањето на крстот. Постојат ривалства помеѓу охридските мали многу одамна. Така, например, месокастрани и варошани од секојаш
биле во ривалство, бидејќи се сметало дека Варошани сметале дека вистински граѓани се оние кои живеат во зидините на Самуиловата тврдина. Само да објасниме кој дел од Охрид е Месо Кастро за нашите гледачи. Месо Кастро е онај дел кој се протега надвор од Охридските зидини, помеѓу зидините и старата чаршија. Додека пак Варошани се оние кои живеат во внатрешноста, значи во зидините на Самуиловите тврдини, и од секогаш постои тој ривалитет. Дури биле забранети и мешани бракови. Замислете. Денеска тој ривалитет значи постои во повеќе области, меѓутоа многу е значајно кој ќе го фати крстот во градот Охрид, бидејќи тоа за охриѓани е света работа, и се смета дека, ајде да речам дека таа охридска мала е, би рекол, ќе ја прати Берикет среќа во наредната година и затоа е ривалството поголемо. Да, и сега она што го најавивме, мојот колега Антонио што го најави, да проговориме за еден проект што го работевте, а тоа е помалку познати факти за Охрид. Вие го правевте за други градови, но денеска зборуваме за Охрид. Зашто станува збор и ве молам ако може за нашите гледачи, можеби она што е карактеристично, што можеби никој не го знае како факт, а е можеби поврзано со празникот или воопшто со нешто стварно интересно. Така. Проектот Факти за Охрид е всушност хартиен додаток за пиење на кафе, во кој што постојат одредени непознати историски факти за градот Охрид, и при тоа охриѓани, а и оние кои го посетуваат градот Охрид, можеа да воочат некои факти, да го понесат со себе самиот факт, да научат нешто за самиот град Охрид. И сега веќе кога сме во близина на денот на рибарите и кога сме покрај ова прекрасно Охридско езеро, јас ќе споменам еден факт поврзан со Охридската пастрмка, тоа е дека во 1960 година 20.000 икри од ендемичниот вид Охридска пастрмка биле испратени во Мароко, се со цел да се види дали и таму ќе успее овој ендемичен вид на риба. Сепак би рекол дали на жалост, дали на среќа за охриѓани, не се успеало со преживување на ендемичниот вид пастрмка во Мароко, и со тоа Охридската пастрмка си останува се уште плива единствено во Охридското езеро. Така, господин Митро, често ќе ви се заблагодарам за разговорот. Ние ќе снимиме и повеќе други непознати факти за Охрид во некој следно издание на некоја информативна програма на еден телевизија ќе ги презентираме. Се разбира, ви благодарам за гостувањето и како што е редот, како што ми кажавте дека мора да се чукнеме со топла ракија.